Се враќаме назад во студиото. Од 19 до 22 јули прв Бич филм фестивал или фестивал на новиот европски филм, и тоа во Охрид. На оваа тема велам добре дојде за Марија Јанковиќ, која што е пиар на овој настан, и Јана Опачич како се јавува како организаторка. Изминатиот период бевме сведоци на едни нови концепти на фестивали во Скопје, во главниот град. Што е она што ова е поразлично од овие фестивали кои што досега ги имаше како филмски фестивал и како започнува оваа идеја? Ево, можеме да Она што е поинаку во однос од претходните филмски фестивали кои што веќе постојат во нашата земја е што ние ова лето одлучивме да излеземе од киносалите и да се префрлиме на плажа. Така што самото име Бич филм фестивал покажува дека фестивалот ќе се одржи на плажа, под отворено небо, под звездите, убави 4 летни ноќи во Охрид од 19 до 22 јули. А идејата всушност започна да се креира уште многу одавна. Сега еден мал интро, ја не сум од Македонија, него од Хрватска, па се надевам дека публика ќе ме разбере. Прв пат кога дојдов во Македонија, дојдов во Струга и во Охрид на Струшките вечери на поезија и всушност се љубиви во Струга и во Охрид, во двата града премногу, и решив да се преселам во Македонија, колико е да то чудно звучи на некого, и сакав да си направам фестивал во Охрид, да не одам во Охрид само преко лето на капење и јадење пастрмка, него да направиме нешто осем онакви стандардни концерти и диџееви кои што се секоја година. И решивме тако да почнеме со филмски фестивал. До сега во Охрид немаше филмски фестивал, така да ово беше савршена идеја баш во тој период кога почнува сезона, каде што таргет група, осим луѓе кои што се од Охрид се и туристи, кои што на сва среќа ги има од цела Македонија, така да се надеваме дека посетеност ќе биде голема. Ана, дали ова твое прво искуство како организаторка на еден ваков фестивал? Или можеби слично нешто се случува во Хрватска? Да. Работев порано и во Хрватска на овакви настани филмски фестивали, и тука во Македонија исто тако имав искуство во организација на филмските фестивали, ама сите тие фестивали беа во Скопје, така да си решивме зашто да цело време централизација во Скопје, исто тако и во Хрватска. Све во Загреб, така да многу потешко е помаце. И покрај тоа што има толку многу плажи во Хрватска. Да. Така да решивме зашто све да е во Скопје, ајде да направиме нешто и во Охрид. И кога се собравте да го разговарате овој концепт на фестивал, туку така ви дојде идејата да го правиме на плажа или веќе негде постои ова? Па сигурно постои некаде, јас не сум упатена, ама еве например на Канскиот филмски фестивал има една проекција на плажа, ама па не е цел фестивал на плажа, ние баш цел фестивал од почеток до крај сме на плажа. Можеби има, не знам, немам правено серч на Google да видам дали има или не, ама тука во ово наше блиско подрачје нема, први сме. Така. Програмата е поделена на 3 дела. Какви се активности се вклучени во овој фестивал? Пака, програмата е поделена на 3 дела, музички дел, едукативен и исто така секако филмски. Што се однесува до музичкиот дел, сакавме да биде разнолико, а сепак лесно за сечи вкус. Па така имаме неколку бендови, буквално сакаме тоа да трае цел ден и цела вечер настанот тие 4 дена. Така што после секоја проекција на филмовите имаме концерти на изведувачи и диџеј сетови на изведувачи од Македонија и од регионот. Па така и ве можам да кажам дека првата вечер ќе има концерт групата Рип, а после тоа ќе има диџеј сет Сирилик. Како хайлайт на самиот фестивал ние треш поп звездата SAICMC, која што ќе настапи на 21 јули, односно во сабота. И исто така на ревијалната последна вечер на наше огромно задоволство ќе биде и македонската група Фолтин. Да. 19 до 22 јули. Датумите сте ги одбрале баш кога има најмногу народ во Охрид. Ова е стратешка пиар цел, Марија? Апсолутно да. Мислам дека тогаш е жижата на сезоната во Охрид. Да се надеваме дека оваа година ќе трае подолго, не само за викенди. Меѓутоа, тие датуми се верувам дека
мислам, со таква намера одредени за да најмногу гости, најмногу посетители бидат тој период, секако љубителите на добриот европски филм и на добрата музика. Така, кој се дава поддршка за ова? Значи, поддршка прво smo finansirani od Agencija za film, posle toga znači imamo sponzori. Dobro, sponzorite ne mora da ne gi reklamiram, televizija. tako da znači od Agencija za film oni znači prvi ni dadu zeleno svetlo i podrška, a ponataka drugi svega da ne gi kažu vam, ama slobodno ušta može da se prijavati drugi te što saka da ni vidat sponzori, tako da Agencija za film pod broj 1. Така, во најавата која што имав прилика да ја видам, нели, пред да разговараме за фестивалот, стои дека имате премиери на неколку европски филмови. Може ли да ни откриете кои се насловите? Da, pa... Барем неколку, ако не смеете сите. Da, pa ušte programa ne nije objavljena javno na našite oficijalni strani. Ki imаме 5 долгометражни филмови кои што ќе бидат во official selection во конкуренција и ќе имаме 10 краткометражни филмови. И како што Марија помна, ќе го даваме ќе има настап на Фолтин, ама пред Фолтин ќе го даваме филмот Исцелител, ги поврзавме и го ставивме во истата вечер, затоа што саундтрек, музика од Фолтин е во филмот Исцелител, така да тие два моменти ги запазивме и ќе имаме уште во детска програма и детски филм. А за овие филмови европски фестивалот го отвараме со филмот Осми повјереник, хрватски филм. Тој е бестселер, направен адаптација на роман на Ренато Баретиќ, еден од нашите најпознати моментално хрватски писатели, така да со тој филм ќе го отвориме фестивал. Тоа само да напоменам, според хрватскиот бестселер во 2003 година од авторот Ренато Баретиќ, како што спомна, да. И значи осем тој филм ќе имаме и премиера и уствари тој филм веќе беше во Скопје, ама ние го носиме во Охрид на Дигинг на Ивица Димитриевиќ. Тој филм го одбравме исто тако затоа што е индепендент, без low budget филм. И Ивица Димитриевиќ значи ќе го отвори фестивал во таа музичка програма. Он има бенд кој се вика Риб, свират сурф музика, така да пригодно со плажа и сурф музика, значи све тако ќе вклопиме. Другите филмови ќе ни извинете, ама уште малце ќе чуваме, затоа што ќе има едни ептен големи фенси, да ги наречиме гости, така да уште малце во известност ќе ве држиме. Од кои држави доаѓаат тие? Доаѓаат, значи имаме од Англија, од Турција, од Србија, од Хрватска, Холандија, и така натака. И секако можете да замислите дека видеобимот ќе биде во вода, така што за другата сценографија ќе поканиме да дојдете од 19 до 22 јули и да видите остатокот од сценографијата. На секој фестивал, речиси филмски, не речиси, туку сигурно е така, нели следуваат и награди за оно што би требало да биде филм кој што оставил најголем впечаток или пак бил во фокусот. Филмската академија во Америка доделува Оскар, доделува Златен глобус. Што доделувате вие? Марија? Ние сме малку поскромни. Добро, ова ни е сепак прва година, така што многу ентузијастички тргнуваме и многу вложуваме енергија позитивна секако во сето ова. Ние ќе подариме статуетки, така што Имињата ви се одлични. Мали голем бран, да, Мали голем бран. Тоа ни е и лого на фестивал бран, така да све во така и логото ни е такво. Значи за долгометражните филмови е голем бран, за краткометражните филмови е мал бран или како што би се рекло на охридски далга. Ако не знаете, бран е далга на охридски. Како се вршеше селекцијата на филмовите? Тоа беше дел на Марија кој што требаше да ги договара или имавте поширок круг кој што селектираш? Да, значи имам еден главен селектор, Александар Трајковски, значи он е и вработен во кинотека, така да он има големо искуство, значи од областа на филмови, значи он ги селектираше.
da se selektira filmovi, znači uopšte ne je lesno. Imavme povik otvorena jedna stranica za selektiranje filmovi, Film Free Vejsevika i pristigne jedan golem broj na filmovi, tako da nije so meseci, to jest Aleksandar so meseci, znači gi gledaše, selektiraše, pa imaše pomali izbor, pa pomalo onako gi stesnuvaše, kako ide se vika na makedonski, i na kraju imame odbrano tije 5 šo mislime дека за секого кој има по нешто. Значи, поента ни беше полето во Охрид да наречам замараме луѓе со некакви тешки драми и сакавме да покажеме дека европски филм, значи не се само драми, значи дека имате некакви комедии, дури ќе имаме ЕСФ филм еден, така да сакавме нешто малце полабаво, ама еднако тако вредно и квалитетно. Да, кој е стручното жири кој што ќе ја врши селекцијата за големиот и малиот бран? Или па зависно од временските услови? Како дојде голем бран? Да, ќе видиме со временски услови, се надевам овако дека ќе не послуша, дека нема да имаме проблем, ама имаме тројца луѓе од филмска бранша во жири. Прво би сакала, значи, да извоам Јелена Јованова, актерка. После тоа во жири ќе биде Маријан Алчевски. Маријан е, значи, македонски сценарист, моментално живее и работи во Хрватска и што е вредно да се похвали е секако факт дека заедно со Дани Становиќ, добитник на Оскар за филмот Ничија земја, заедно со него имат направено серија за HBO. Он пишуваше, значи, сценарио за таа серија која што Данис ја има режирано, така да он е втор. И трет член на жири е Весна Дамчевска од Нова Македонија. Значи, она е главна уредничка за култура и она ќе биде трет член на жирито. Едукативната програма во фестивалот се состои од? Ние имаме повеќе работилници, значи буквално преку потекот на целиот ден ќе имаме некоја активност. За работилниците би кажала Ана подетално тоа да го објасни. Те се отворени за секого? Па, работилници не се отворени, исто и за тоа имаше пријава. Може да се пријават на нашата веб страна. Се уште отворено? Да, се уште отворено, така да слободно има време уште. Работилници се во главном за средношколци. Од таа причина што на подручје од Балкан, значи во Југославија, се уште во образовен систем немаме филмско образование, така да сакаме барем преко работилници кои што траат кратко, колико што траат, ама да децата да добијат некакав увид на овие работилници, може да им некако отвори моќ еден ден да запишат филмска академија, така да некако да изградиме една филмска публика, значи веќе од средна школа. Така да нашите работилници се насочени кон актерска игра, која што ќе ја држи актерката од Охридскиот театар Јасмина Билаловиќ, те двајца млади актери, Кирил Каракаш и Цветислав Подлешанов, они ќе држат работилница за документарно-експериментални филм. Така да, значи, сакаме децата веќе од мали нозе да ги уклучиме, значи, во филмска бранша, да не мора да чекат до запишување на факултет, него веќе од сам старт од среднишните школи да почнат да се развијат. Jer film je malce zanemaren, imаме, значи, музичко и ликовно, али таа филм како седма уметност уште не е толико инволвирана во програма. Дали делот на организација, односно овие програми се веќе затворени или имате простор за уште идеи? Еве, мене само што Ти текна нешто? Да, дека можеби во бидејќи целите на тоа да имате разновидна програма, да имате дел кој што можеби би бил за кастинг на луѓе кои што немале прилика до сега тоа да го прават. Да, тоа имаме, требаше и сега таа работилница да ја направиме, ама решивме да го оставиме тоа за октомври, затоа што мање више сите во овој период се на одмор и онда не знаевме колку многу работилница таа ќе биде посетена и онда си решивме во октомври дека ќе ја правиме ипак во Скопје, ама ќе платиме, значи, сместување на пример на сите актери, ќе пуштиме повици, покани на сите театри, значи и во Велес, и во Штип, и во Охрид, и во Битола, значи на сите актери што се заинтересирани и што сакат да дојдат на таа работилница за кастинг, значи да ги се фотографира, да им се стават нивните имена во дата база, ќе бидат во можност, значи ќе им кажеме дополнително
допълнително во октомври од кој до кој датум. Тоа исто соработка со една кастинг директорка од Хрватска и она работи доста со иностранство на филмови како Мама Мија, Ибица и сите тие холивудски и она има голема база на податоци за цел Балкан, така да ќе овозможиме и прилика и на актерите од тука да се најдат во таа база, така да кога некој од Америка, некој режисер, Ридли Скот, например, ке бара тука некој актер, она ќе има во предвид, значи, актерите тука од Македонија. Така да, значи, то во октомври ќе правиме, jer сега сите некој навака, некој натака на одмори, така да си решивме за тоа малце постручно да го направиме и ќе мора да чекаме октомври во Скопје. Пред да ви го поставам последното прашање, кое што се надевам ќе ви инспирира да го размислите одговорот. Марија, ќе прашам како може да се стапи во контакт со вас, односно како може да се дојде до овој фестивал? Па вака, ние сме активни на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, имаме наши профили, така што сите кои што сакаат да ни пишат или кои што се заинтересирани сакаат да видат кои филмови, кои денови како ќе бидат, нека не следат на социјалните мрежи и ќе можат да ги дознаат овие работи. Многу набрзо, многу поинтензивно ќе објавуваме и за самите филмови и за самите програмски денови, така што ете на социјалните мрежи таму може да дознаат повеќе, Facebook и Instagram. За крај и двете сакам да ве прашам, дали е ова амбицијата која што веќе сте ја исполниле како што сте ја замислиле со организација на овој фестивал, кој што очекувате да биде посетен, очекувате да биде голем, и дали очекувате да прерасне во едно реномирано издание, бидејќи многу од фестивалите започнале како една најобична идеја, па се развиле денес се едни од најголемите европски фестивали? Тоа најчесто така и се случува. Од еден прост муавет може некогаш да се случат некои многу убави нешта. Ние сме стварно група на луѓе кои што сме многу ентузијасти кога станува за работа за овој филмски фестивал, особено затоа што сите сме на некој начин поврзани со филмот или го сакаме филмот. Така што јас искрено верувам дека и ќе има голем интерес за овој фестивал, особено затоа што е поинаков, се случува повторно, ќе кажам, надвор од киносалите, се случува на отворено, на плажа. Сето тоа така изгледа лепршаво и убаво, така што тоа ни е целта всушност. И да, искрено верувам дека ова ќе прерасне во еден голем фестивал. Меѓутоа, да бидеме скромни, сега прво да видиме како ќе истече ова прво издание, а за понатака ќе видиме. За ниту една добра идеја не постои фијаско. Ана? Исполнете амбицијата, ќе порасне овој фестивал? Па се надеваме, имаме премногу идеи, така да се надевам дека со текот на години, дека заедно со град Охрид и со општина, дека и они ќе ни излезат во пресрет уште повеќе и дека секоја година повеќе ќе растемо. Цел ни е, значи, да некој кој ќе оди во Охрид, да си го испланира период, тогаш и тогаш е фестивал, ајде ќе одиме, ќе си го темпираме нашиот одмор според фестивал. Значи, полека, скромно, како што каже Марија, ама се надевам дека ќе продолжиме, дека ќе стане традиција. Значи, не одиме на кратки стази, како се вика, до 100 метри да истрчиме, него сакаме, значи, со километража, значи, сериозно почнавме и така дека ќе продолжиме. Јас ви посакувам многу успех, ви посакувам да имате многу посетители. И искрено ви посакувам, оно што еве ние го поддржуваме во моментов како телевизија за еден млад фестивал, да прерасне во нешто реномирано и големо и во европски рамки. Да, дај Боже. Благодарам. За крај, како што е пракса во Студио 1, ова е политички трилер Санта Аргирова, Времето на Перонов. Како прво ваше гостување во Студио 1. Не мора да значи дека и последно. Апсолутно, да се апсолутно. Да покануваме Владко и тебе и сите од телевизија 1 ТВ. Секако да присуствувате на овој настан и ви благодариме што не поканивте да бидеме ваши гости. И благодарам уште еднаш. Почитувани, по кратката пауза се враќаме со останатите предвидени содржини за денешното издание на Студио 1. БМЈ Медија Груп и 1 ТВ ве носат на концерт